Здрави млади волонтери ќе бидат заразени со коронавирус за да ги тестираат вакцините и третманите во првата студија човечки предизвик во светот COVID-19, што ќе се одржи во Велика Британија. Студијата која добија одобрение за етика ќе започне во следните неколку недели и ќе регрутира 90 лица на возраст од 18 до 30 години. Тие ќе бидат изложени на вирусот во безбедна и контролирана средина, додека медицинските лица го следат нивното здравје. Велика Британија веќе даде дози на вакцина на повеќе од 15 милиони луѓе. Студиите за човечки предизвици играа витална улога во поттикнувањето на развојот на третмани за голем број болести, вклучувајќи маларија, тифус, колера и грип. Сопругата на севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун се појави во јавноста за прв пат по повеќе од една година, јавуваат државните медиуми. Сопругата му се придружи на лидерот на концертот во вторникот по повод роденденот на починатиот татко на Ким и поранешниот лидер. Господјата Ри често го придружуваше Ким на големи настани во минатото, но не беше видена од јануари минатата година. Незиното отсуство предизвика шпекулации за незиното здравје или пак потенцијална бременост. Националната служба на Јужна Кореја вчера на конгресмените им соопштила дека господја Ри избегнува да се појавува во јавноста поради загриженост за COVID-19 и дека можеби поминувала повеќе време со незините деца.